Благодарам на репликата, беше прилично коректна и во тој дух ќе одговорам. Околу капиталните инвестиции. Тоа е сериозен проблем на оваа влада. Сериозен проблем. Не го сватија моментот, не ја сватија пораката дека без капитални инвестиции нема развој во државата. Значи, тука нема амнестија. Едноставно, нека го направат тоа и во 2023 година, ќе биде во ред, меѓутоа да биде смислено и канализирано согласно финансиските и законските прописи. Да не се направи и во таа 23 година брзање во чекори или грешка во чекори, како што се изразуваме спортски, па да се направат уште поголеми грешки. И би сакал да верувам дека долгот во 2023 година ќе достигне 10 милиарди. Тоа е, не дај Боже. Зашто го констатирам ова и зашто се плашам? Останува проблематична само една ставка, нема да ја детектирам во овој момент, меѓутоа кај капиталните инвестиции, тоа што ми пречеше и тоа што го детектирав, во моментот имаме енергетска криза. Ме загрижи фактот што немаме инвестиции во енергетиката. Или тие инвестиции се многу мали, не соодействуваат со моментот, не соодействуваат со времето кое го живееме. Секогаш во политиката тоа сум го велел. Бирањето на приоритетите, изборот на приоритетите, тоа е политиката. Приоритет е и тоа, и тоа, и тоа. Меѓутоа, како политичар треба да избереш ова е приоритетно. И ова ќе го завршам за да постигнеме ефект. Според мојот длабоко убедување, во време на енергетска криза, која де факто ќе потрае барем уште една година, не знаеме понатаму што ќе се случува, меѓутоа јасно детектира дека цената на струјата никогаш нема да се врати на 54 евра за мегават. Никогаш. Гледате во ЕУ не може да се договорат за плафон 270 евра. Тоа е веќе цена која нашето стопанство не може да го издржи. Ние одиме по комшиите и ги молиме за 200 евра плафон. Сега во таква ситуација, тоа што ме загрижува, прикажуваме огромен број на капитални инвестиции, нема пари за хидроцентрала. Во ред се фотоволтаиците. Ке дојдат странски инвестиции, меѓутоа тие странски инвестиции може да бидат и опасност за енергетски систем. Да бидеме најасно, без базна енергија, без пеглање на таа енергија, ние го доведуваме нашиот систем во подредена ситуација. Добро е што во договорите се става клаузула инвеститорите да инвестираат во мрежата. Меѓутоа, прашање е колку тоа ќе се менеджира и колку ќе биде ефикасно. И дали ќе представува можност за застој пак во енергетскиот систем. Тоа што ме загрижува, исто така, нема пари за гасификација. Многу мали се тие средства. Помпезно беше најавувањето по образувањето со Грција. Исто така помпезно беше најавувано поврзување со Србија. И двата проекти се многу добри. Во време на криза, во време на нестабилна енергетска понуда побарувачка, ние мораме да се поврзаме на повеќе гасоводи. Нема, тоа не се случува. Дури проблематично е како и со која динамика ќе се одвиват инвестициите во Грција. Дури треба, според мене, да се размислува и за алтернативно поврзување со Бугарија, за да стигнеме до алтернативни гасоводни линии на руските. Меѓутоа тоа не го гледаме. Знаеме дека приклучокот го контролира Газпром. Газпром е Русија. Во таква ситуација не можеме да рачунаме на газ, не можеме да рачунаме на хидроенергија. Нова. Иако и да се почне Чебране, Бошков мост и така натаму, треба време. Меѓутоа, не ни почнуваме. Тоа што ме загрижува, нема државни пари за фотоволтаици. Во ред е Осломе и сето тоа се пионерски убави и чекори. Меѓутоа тоа е малку. Да не се залажуваме. Ние ако сакаме да обезбедиме стабилна цена за регулираниот пазар, мора да имаме собствено производство.
не ни врши големо производство, затоа што тие големи компании ќе дојдат во Република Македонија, електричната енергија ќе ја продадат на берза. Ние на берзата имаме струја. Само проблемот е што е прескапа. Значи, околу енергетиката слабо стоиме. Околу инфраструктурата, железницата стои во место, патиштата стојат во место. Не знам што е проблемот, меѓутоа менеджментот затајува. Дури се сакаше да се пуште еден дел од патот Кичево Охрид и тоа не се успеа. Не е лесно, ѓаволска тешка работа е да направиш автопат. Меѓутоа има таму милион работи кои влијаат на работите. Меѓутоа, затоа велиме, треба работа. Затоа да за инвестирање во економијата и големи пари, меѓутоа внимавајте и на приоритетите. Околу ковид кризата, ја спомнавте и енергетската криза. Ковид криза и енергетска криза има секаде околу нас. За да видите колку сте добри, често пати мора да направите испоредба. Во 2022 година бруто домашен производ по граѓанин, по човек, сме најлоши во регионот. Единствено Косово има помал бруто домашен производ по човек. Значи, не ни е во ред буџетот, не ни е во ред стопанството, не ни е во ред реалниот сектор, не ни е во ред земјоделието, не ни се во ред јавните претпријатија, не ни е во ред менеджментот. Втор момент, инфлацијата, производ на таа енергетска криза. Повторно сме најлоши. Детектиравме дека имаме слабости со енергија, со зејтин, со брашно, со некои земјоделски производи и така натаму. Се тргна кампањски, нема резултат од тие кампањски работи. Во овие ситуации, зголемување на неколку проценти на субвенциите не решаваат проблем. Овде треба државата да интервенира. Државата да го преземе проблемот. Ако ви фали сончоглед и ви фалат ресурси за да произведете масло, морате да ги обезбедите. Или да најдете стабилен добавувач од страна, или да направите собствено производство. Јас сум секогаш за собствено производство, затоа што кризите, ако нешто не научија, тоа е дека мора да имате собствено базично производство. Проблемот со житото. Не дека нема да снема леп, меѓутоа 50-60 денара за килограм брашно во малопродажба. Па кој може да го издржи тоа? Која е цената на лебот? Која е заработката на мелничарите? И овде крахираме. Ако ни треба жито, треба да посадиме жито и да го обезбедиме тоа жито. За енергетиката, да не се повторувам, зборува кај капиталните инвестиции. На крај краишта, во криза, луѓето мора да поверуваат дека има решение, не да поверуваат во приказни, да ги видат решењето. Да знаат дека сме сериозна држава и дека ако не денес, до година, за 3 години, за 5 години Македонија ќе ја биде и овие детектирани слабости нема да се повторуваат понатаму. Зашто сум загрижен? Затоа што во бизнисот за енергија влегуваат тајкуни. Влегуваат сериозни политичари со голема моќ и нормално е да си го постави прашањето секој човек. Дали тоа намерно не се прави? Дали некој едноставно во криза има тенденција да направи војно профитерство? И му одговара да набавува струја на берзите затоа што маржите за тие компании се енормни. Фасцинантен момент. Ограничивме маржа секаде, овде не. Многу работи остануваат за
коментирање, за разговор, за дебата, меѓутоа, реално, ако треба да сублимираме и ковид кризата, и енергетската криза, со тоа и економската криза, не ги менаџираме добро. Затоа што реков, ако направите споредба со соседите, сме повторно полоши. За Европа да не зборувам, тоа е сосема друга приказна. Около задолжувањата. И ВМРО се задолжуваше. Меѓутоа, од 1935 година до 2017 година долгот е 4 милиарди. 4,5 милиарди. Го дуплиравте за само 5 години. Стана 8 милиарди. Ако ова што го пише во бюджетот, 64% од големиот БДП, 15 милиарди евра, тоа се 10 милиарди на крајот од вашиот мандат. Кој ќе ги враќа тие пари? Точно е, се зимаа кредити. Никој не бега од тоа. Тоа се јавни документи, достапни. Дел од тие средства враќате, меѓутоа имате нови задолжувања. И во ред ке беше, ако сумарно задолжувањето беа помали. Вие оставило ВМРО-ДПМН јавните финансии со оден долг, вие враќате стари долгови, се задолжувате и тој јавен долг паѓа. Тогаш ќе имавте успеси. Меѓутоа, во ситуација кога јавниот долг расте и се дуплира, тогаш имаме проблем. Проблемот не е во задолжувањето. Никој нема проблеми со задолжување. Проблемот е тоа што немаме развојна компонента и немаме капитални инвестиции кои треба да донесат приходи, кои треба да го олеснат животот на граѓаните, кои треба да овозможат полесно работење на стопанствениците, полесни состојби во земјоделието, во шумарството, во водостопанството и така натаму и така натаму. Ние тоа не го гледаме. Затоа се проблемите мултиплицирани и едноставно пред нас е последниот годишен буџет на оваа влада. Едноставно со овие бројки ќе излеземе на избори и граѓаните ќе го кажат своето. Дали сакат да продолжи оваа политика на земање кредити, зголемување на јавниот долг, безперспективност, немање капитални инвестиции, немање развој, или едноставно треба да дојде друга влада со други концепти, со други политики во економијата и финансиите и работите да се променат. Благодарам на вниманието.